Загадувањето на воздухот, на пример, причинители за намалување на IQ-то кај луѓето. Да знаете, труењето со тешки метали има директни студии кои што ми ги објавувале туку емисијата, кои што штетат на развој на мозокот на бебињата, децата и така натаму. Ние во последниве 30 години имаме пад на IQ-то во оваа држава за некои десетина поени. 90-тите години Македонија имала IQ некој просек од 93, 92, што не е и толку лошо. Ние сега сме на 89. Треба се запрашаме што е променето. Затоа што храна, верувам дека има денес повеќе и е подостапна од пред 30 години, кој што е еден исто така од главните фактори за развој на мозокот на децата. Ама загадувањето на воздухот е полошо и поголемо. Се е поврзано, ама ние ги дозволуваме тие работи. Ги дозволуваме. Колку пати на избори во оваа држава се ветило од кандидати, граначалници и така натаму. На Скопје и на скопските општини ќе се реши проблемот со загадувањето на воздухот. Колку пати? И му го даваш увек министерството на тип као Изет Меджити за животна средина и од година у година тоа министерство има помал буџет, арно ама има многу важни дозволи за кои што може да се земе многу мито.